Тимот пластични хирурзи ќе престојува во Кочани за пациентите кои што ќе бидат на домашно лекување откако ќе се вратат од клиниките за да можат да ја добијат потребната поддршка и терапија, при тоа да не патуваат до Скопје. На дел од пациентите ќе им биде потребна рехабилитација во траење од неколку недели, но на некои многу повеќе од тоа. Пред каков предизвик е исправен здравствениот систем и генерално здравствените работници во овој период? Што значи продолжување на лекувањето и третманот на повредените кои што ќе се враќаат во државава се само дел од прашањата кои што ги отвараме на наредниве минути со директорката на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија доктор Јасмина Ѓурѓиевска-Павловска. Добре ни дојдовте во Македонија наутро, доктор Јасмина. Многу напорна, многу тешка измината недела имавте, но еве конечно добра вест полека, но сигурно пристигнува од различни земји кога станува збор за нашите кои што се лекуваат во моментов во странство. Неколку деца ни пристигнаа вчера, едно е кај вас на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија, во каква состојба е, како се чувствува? Значи, пациентот синоќ стигна околу 20 часот на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија од Грција. Во стабилна состојба е. Денес ќе се евалуира точната негова целосна состојба, значи степенот на опекотините, токсиколошките анализи, ќе треба пулмолог да го види све. Значи пред да ги пуштиме, ние како протокол го направивме сите заедно како тим од кризниот штаб, да секој кој што ќе се врати во државата, иако е во добра состојба вратен, да барем 24 часа да престојува на клиниките, дали на токсикологија или на пластична хирургија, или во болниците од каде што дошол, значи или 8 септември или градската болница Свети Наум Охридски, да може ние да го исто евалуираме и да знаеме како ќе го испратиме на домашно лекување. Пациентот, мислам дека има многу мал, мислам околу 4% изгоретини, но сепак сабајле ќе биде визитата која што ќе заедно ќе одлучиме сега и кога ќе се вратам после мисијата, за да видиме точно каква е неговата општа состојба. Колку вкупно хоспитализирани има на вашата клиника и за какви повреди станува збор? Во моментот се двајца, да кажам, другите се на домашно лекување, во добра општа состојба, срекни што отидоа дома. Што се со блиските, пошто мислам дека во вакви моменти кога некој е со своите блиски е многу подобро него да седи во болница ако нема потреба од тоа. Доста од нив ќе имаат преврски, но веќе нивните опекотини, пошто веќе поминуваат тие 14 дена, се залечени, тие што биле по површните опекотини, и само со помали преврски се веќе пуштени на домашно лекување. Се во добра состојба, значи поминати се сите токсиколошки анализи, пулмолози ги имат прегледано, така да кај нас моментално се двајца, еден од веќе престоечките што беа и уште едниот што стигна од Грција синоќа. Значи оваа недела и наредната ќе пристигнуваат повеќе деца, повеќе пациенти, но ние сме спремни за да може сите од нив да ги згрижиме како што треба, да им дадеме соодветна нега, доколку е таа потребна за понатамошната нивно лекување. Така да мислам дека со нивното доаѓаат и во спремна установа, тоа веќе се установи. Така, да, апсолутно. Изминативе десетина дена и на пресконференциите, но и на изјавите на докторите од странство кои што ги третираат нашите повредени. Слушавме за два аспекти на повредени пациенти. Едни со надворешни изгореници на кожата, а едни со изгореници на дишните патишта. Загрижувачки се и едниот и другиот. Меѓутоа, како изгледаат, докторка, оние изгореници на дишните патишта? Колку сериозни повреди се токму овие? Стартно секој кој што имаше изгоретини на телото, има изгоретини на дишните патишта, изгоретини. Повреда, инхалаторна повреда на дишните патишта, тоа го прават докторите од уво, нос и грло, беа исто кај нас за секој прием направија бронхоскопија која што е потребна за да се види степенот на повредите на самото грло и на дишните патишта. Кај некој имаше малце по назначени
да кажам, клиничка слика со повреда на слузницата на дишните патишта, кај некој полесна, и тие што се веќе полесните, тие се и дома. Пред малку кажавме за оние наши пациенти кои што ќе доаѓаат од странство, дека според одлуката на кризниот штаб 24 часа ќе бидат задржувани на клиниките. Што друго опфаќа тој протокол? Дали треба нешто да дополниме или тоа е главното нешто кое што Значи, можеме главните да го се евалуација на изгорениците, евалуација на токсиколошките анализи, пулмолошките, исто така психијатриска поддршка имаме и физикалната терапија, пошто без физикална терапија тие опекотини кои што се на рацете не би можеле да завршат без барем минорни компликации. И затоа кај сите апелирам, значи пациенти, пошто ние доста работиме повреди на шака, како пластична хирургија, најважно све е вежбањето, односно физикалната терапија, за да тие мали зглобчиња не останат во контрактура, односно да бидат подвижни и да може да функционираат, да може тие повреди, односно од опекотините кои што се веќе настанати, да ги сведиме и со физикалната терапија на поминорни повреди, значи да бидат во помал, компликациите да бидат во помал обем. Направивте и план со цел да им се улесни на повредените кои што ќе се враќаат дома, да не патуваат постојано на релација Кочани-Скопје. Бивте во посета на болницата во Кочани за да видите какви се условите таму и дали ќе можете да продолжат да се рехабилитираат пациентите во Кочани. Каква состојба затекнавте во Кочанската болница и ги има ли таа условите за рехабилитација? Кочанската болница е убава болница, првпат отидов да видам во посета на болницата. Имаат услови, само можам да кажам дека кадарот и материјалите се тие кои што во моментот ги немаат доволно за такви, да кажем, катастрофи, како што никој од нас го нема. Така се договоривме да може дел од пластична хирургија да оди за почеток во Кочанската болница, поготово за малку поголемите преврски, да им помогне, да може да и дел од тој кадар и се едуцира како за понатаму и да ги следи тие пациенти, пошто сепак опекотините на раце и во секојдневието ние што ги добиваме, ние добиваме спорадични случаи през цела година. Дали од зејтин, дали од топла вода, чај. Значи, специфична е преврската на опекотина на шака. Значи, ја знаат хирурзите, но некогаш може би заборавиле како таа треба да биде правилно третирана. И затоа убаво е тим, поготово пластичните хирурзи кои што сме и обучени за тоа во нашата едукација, да може да отидеме да им помогнеме и со тоа да ги подсетиме како за кога ќе има и помали некои преврски да може самите тие да настапат како хируршки кадар. Дали македонскиот здравствен систем, еве конкретно клиниката за пластична хирургија е подготвена за комплетен третман на повредените кои ќе има возможност да кажеме и нормален живот на пациентите понатака? Значи ние како пластична хирургија од кога сум јас отидена на пластична хирургија ги работиме и опекотините, изгоретините и нивните компликации. Значи, уште од пред многу години не е проблем да се третираат и опекотини и нивни компликации. Можам да кажам за ваков вид на опекотини кои што се кај децава, дека нема да има никаков проблем да бидат третирани кај нас. Доколку се увиде дека некој нема да може да успееме да го завршиме како што треба до крај, мислам дека ќе може на колегите кои што и беа кај нас да се обратиме или за стручна помош, чисто да кажам како совет и за некоја евентуално хируршка интервенција. Но мислам дека тие би биле многу, може би и воопшто нема да има некој кој што би требало да излезе пак надвор. Дадовте прва помош навремена, ефикасна, прва помош која што спаси многу животи, која што има возможи на голем број наши деца да добијат можност да се лекуваат во деновите кои што следуваат. Многу малку, иако секако бевме фокусирани на несреќата, но
Заборавивме да ве прашаме како вие издржувате во целата оваа ситуација. Ова е процес кој бараше многу добра и навремена екипираност, процес кој што дополнително ќе бара распоредување на ресурсите. Пред некој ден на една од пресконференциите го прашав доктор Мерџановски, а како сте вие? Се збуни, веројатно не очекуваше да биде прашан токму ова, бидејќи нели во целиот тој хаос. Мислам дека навистина е соодветно време да ве прашаме како сте. Ве праша ли некој, доктор Јасмина, изминативе денови? Како го издржувате? Само блиските. Околу нас не праша. Ние сме и навикнати, да кажам, на некој начин како здравствени работници да работиме во подолги часови, ради тоа што оперативните зафати на хирургија се подолги, дежурствата се долги. Знаењето можам да кажам дека ни е на светско ниво, ради тоа што тоа се докажа сега. И сум благодарна не само на докторите, него и на медицинскиот и на немедицинскиот персонал кој што во раните утрински часови, да не кажам 70% бевме за пола сат екипирани на пластична хирургија и во ургентен центар, каде што беше најпотребна таа прва помош. Никој не праша дали е јаден, пиен, дали му треба нешто. Значи, ние работевме колку што е тоа потребно. Мислам дека веќе ни е подобро. Значи, веќе имаме малку време и да одмориме и да може да се екипираме повторно, но сега со план, за да може да и действуваме како што треба во рехабилитацијата на тие пациенти. Не прв пат здравствениот систем кај нас покажа што значи ако некој е организиран, ако некој е посветен на работата. Еве, последно сега за жал трагедијата во Кочани, тоа не е само наша констатација и голем дел од луѓето кои што од европските земји дојдоа тука кажаа дека се изреагирало максимално брзо и ефикасно. Можеме да се носиме рамо до рамо со нив во квалитетот на нашиот медицински персонал, од доктори до сенатак, но околу условите што ги имаме за работа, тимовите кои што дојдоа и нивните услови, што треба да направиме за да кажеме еден ден дека сме рамо до рамо барем со регионалните болници кои што не обкружуваат тука. Значи квалитетот го тргаме на страна, можноста за организација тргаме на страна, но ако на сето тоа, ако сето тоа ги додадеме само и условите во кои што работат нашите доктори, тоа би било сигурно многу добро за сите. Можам да кажам дека условите се добри и одиме кон тоа, значи од кога сум јас директор, многу се работи на се посветува поголемо внимание на соодветната апаратура, соодветните инструменти, протоколите да бидат запазени како што треба за не само за опекотини, него за секоја интервенција која што работиме. И многу малку ни треба, можеби, да кажам, шминка, како што би рекле. Да, и на нас граѓаните го гледам паркингот на клинички центар. Заради тоа што ние ги имаме сите материјали. Што побара, све добија. Значи, ние како држава имаме све. Ние го нудиме тоа и на нашите граѓани. Ние не сме далеку од нив. Само можеби некои ситници за нас, да како доктори би ни олеснало работата во секојдневието. Добро, сигурно, например, голем предизвик не е само за граѓаните, туку и за вработените во клинички центар, кога ќе се дојде наутро, кога ќе се затекне гужвата, например, на паркингот. Па не дај Боже некогаш ако докторот се брза на интервенција. Мислиме и на нели на овие работи, бидејќи клиниките, да, дефинитивно доста се вложува во нив и имаме опрема која што може да се носи рамо до рамо, но да се објаснам, не мислев само на опремата, туку ете на целокупното нешто што го имаме како услуга, да. За специализиран центар за изгореници се зборуваше, ќе се зборува и натаму, и неколку пати министерот Таравари, меѓу другото потврди дека и да го имаме, тој би имал 4 до 5 легла и можеби не би завршил толку работа, но добро е да го имаме. Прашањето е колку е клучна соработката, дали можеби треба повеќе да се инвестира токму во соработката. Благодарение на соработката ние успеавме да спасиме дополнително голем број на животи. Да кажам дека соработката, ние како лекари... лекари... со странските центри здравствени, да. Соработката ние ја имаме како колеги. Ради тоа што ние како колеги комуницираме, кога
одиме на тие едукации, одиме на конгреси, одиме ние знаеме кои се, значи кај мене и на мои колегите кои што се околу нас се беа првите кои што се јавија за да помогнат. А понатаму владата беше таа која што го обезбеди тоа да може да кажам нашиве колеги кои што се околу нас да помогнат, пошто само ние како единци немаше да успееме да ги трансферираме толку децата ако не стоеше цела влада позади нас. Зборувавме многу на тема доверба во здравствениот систем. Во целата ова ситуација докажавте на вистина дека може да се верува во здравствениот систем и дека сте тука за граѓаните и благодарни сме за тоа. И се надевам дека сите веќе тоа го знаат, можеби и претходно, но сега се уверија дека на вистина имаме безпрекорен медицински кадар, едуциран, кој што се едуцира и не само докторите, него и средниот медицински кадар е тој кој што се едуцира континуирано. Кадар што си ја сака, се извинувам што ве прекинувам, што си ја сака работата, околу 70% од персоналот без да биде повикан на работното место како слушна за несреќата дојдоа на своите работни места. Да се потрудиме во годините кои што доаѓаат да не го загубиме овој медицински персонал и да не ни замине во странство. Се надевам дека нема. Мислам дека сега и условите се веќе се подобруваат и се надевам дека и не само Скопје, дека и периферија веќе ќе може да се одликува како Скопје, пошто на вистина тоа што го видов во Кочани имаат прекрасни услови, прекрасна зграда, не треба многу за нешто да се направи уште подобро да биде. Благодариме за гостувањето во Македонија наутро.